Вака изгледа битолски широкстокак во новогодишно руво. Украсен е со светлички, звезди и топки, а празничниот амбиент го дополнуваат и самостојните декорации на локалите. Светкаат и дел од останатите улици. Во Битола, Илка има и до офицерскиот дом и на плоштадот Магнолија. Дали ви се допаѓа како е украсен градот? Ми се допаѓа. Од лани мислам дека е подобро. Супер, одлично. Одлична атмосфера, одлично осветлено, прекрасно. Кај плоштадот Магнолија можеше нешто повеќе да се допринесе, лани беше поубав амбиентот. Ми се допаѓа, многу убав. Годинава е најубав, ми се чини од стакав. Дали се чувствува новогодишниот амбиент во Битола? Ништо не се чувствува. Зошто? Затоа што гледате какво е. Какво е? Какво се начини. Супер, Супер е, одлично. убаво украсено. Иако не е пресуден, на битолчани им значи новогодишниот амбиент. Расположението маце ке луѓето подруго Менува. ни го менува. Иначе, ако е темница, ако е, мислам, Празниците не нема е да биде тоа. Нова година си е нова година, Божик исто. И други работи се важни, туку и тој игра улога сега во овие новогодишни во престоечките празници. Што друго? Долга и широка. Ако сме среќни и задоволни, ќе ни биде се убаво и магично. Освен за жителите, одбележувањето на празниците е важно и за туристите, кои во Битола ги има и се главно соседна Грција, вели градоначалникот Тони Коњановски. Конкретно украсувањето чини 3 милиони кои се издвоени од буџетот на негде околу 3 милиони, да, од издвоени средства. Милиони денари? Да, 3 милиони денари издвоени од буџетот на град, на општина Битола, ни премногу, ни премалку, како да ви кажам, Со една фирма имате? Да, меѓутоа и многу подржувачи и пријатели кои сакаат да помогнат. Се повеќе година од година се зголемува и бројот на спонзори, помагатели, донатори и во делот на програмата и во делот на украсувањето, така да секоја година гледаме нешто ново Во тие 3 милиони денари што е вклучено? Па тоа е вклучено осветлувањето на што го гледате по широк сокак и на неколкуте локалитети на кои се одвива програмата, предофицерски дом, ова е овде кој сме, тоа е паркот кај Саат кулата, шедрванот наспроти неа и старата чаршија, старата битолска чаршија. Велам, многу ентузијасти и луѓе кои сакаат да помогнат, се исто така вклучени во самото тоа и верувајте, градот живее за новата година. Битола е и таков град сам по себе во кој излегувањето, широк сокак, забавата значат многу. Според вас 3 милиони денари се малку или многу како издаток? Па би рекол дека е оптимално. Од 20 декември до 5 јануари, секоја вечер различни артисти настапуваат во Битола во рамки на новогодишната програма наречена Зимска приказна, која се одржува 5-та година. Главната сцена е на платото на офицерскиот дом. Таму се распоредени новогодишни куќерки со храна и пијалоци. Програмата предвидува и концерти, приредби, базари, кино на отворено и различни занимливости за најмалите. Ова делумно се плаќа од општинската каса, а делумно од општествено одговорни компании, вели градоначалникот. Секоја година, транспарентно и отчетно на крајот од завршувањето на зимската приказна, правиме еден пресек со кој точно и бројот на посетители ќе го сумираме се тоа на што е потрошено и продадено тука во куќичките, да речем, на овој новогодишен базар, кој е по сите стандарди направен со сите мерки кои треба да се преземат и со тоа се угостители луѓе кои мора да ги почитуваат тие стандарди и мерки, така да вкупната сума јавно и транспарентно ќе објавиме по завршувањето на зимската програма. Сосема така за да крај, која е вашата новогодишна желба за Битола? Знаете, секоја вечер градов, а и во текот на денот е препон со млади. Се почесто се враќаат, тука ќе ги поминат новогодишните празници, јас би сакал што поголем дел од нив и да останат тоа. Нашата интенција е што повеќе млади да задржиме и ве уверувам дека Битола е град кој живее со многу млади кои остануваат тука. Да напоменам дека во делот на бизнисот има цела колонија од преку 2500 млади луѓе околу компјутерската индустрија. Да не го споменувам Кромберг, Шуберт и останатите инвестиции, имаме нови побарувања за инвестиции во индустријската зона Жабени, така да Битола има добра перспектива. Патиштата кои се прават, приодот кон Битола, автопатот Битола Прилеп и останатото, секако придонесуваат за поврсување на градот.
Пред новогодишните украси засветија и во соседниот Прилеп. Украсувањето е сконцентрирано во централното подрачје, каде е и новогодишната елка, а декорирана и старата чаршија. Впечатлива е панделката на стаат кулата, сијаличките на зидината, градба од средновековието, а неколку реквизити служат за фотографирање. Се допаѓа како е украсено? Да, многу. Добро, онака. Зошто онака? Па, се знае зашто така. Сето е изневерено. Држава ги изневерува народот. Така. Добро е, важно е, ама со скапотијата тешко. Се допаѓа како изгледа Прилепот? Па добро е. Навистина ова година е убаво украсен, има многу убава атмосфера. И сега вака и во ноќните часови, и кога врни, не знам, прекрасно е. Среде Прилеп затекнавме посетител од Ресен. Задоволен е од овдешното украсување, но да ти кажам искрено, Ресен е поукрасено. Така? Да. Граѓаните се свесни дека и ова чини пари, но сакаат празнична атмосфера. Сепак нова година малку да се почувствува дека е празник. Сепак ова и празници, Божик, нова година. Треба да се пуштиме. Не може да се штеди. Прилеп е украсен од 15 декември. Градоначалникот Дејан Продановски вели дека со 2 милиони денари изнајмиле украси за Прилеп по 20 години да добие ново празнично руво. Оваа година градот го украсува фирмата Link Media Plus од Скопје. За жал, општина Прилеп има собствени украси, но тие се антидатирани и сите се стари повеќе од 20 години. Оваа година одлучивме да тие бидат изнајмени, изнајмивме и заедно со монтажа, демонтажа украси кои што би биле ставени на располагање на општина Прилеп до 14, односно таму до после празниците во јануари во 2026 година и сметам дека направивме добар чекор затоа што го и во предизборието и во мојата програма стои дека ќе се обидам да го вратам духот кај прилепчани и мислам дека полека одиме кон оваа цел да исполниме, барем ова да ја вратиме, ако може така да се каже, еуфоријата за новогодишните, односно божитните празници. На граѓаните навистина му треба враќање на духот и заживување, малку забава, малку опуштање од секојдневните проблеми и сметам дека е вистински чекор вака да се почне. Дента кога снимавме, базарот беше во подготовка, но од вчера локална општествено одговорна компанија ги отвори кукичките за храна и пијалоци на самиот плоштад. Културната програма ќе трае до нова година. На 2 милиони денари за украсување ќе се потрошат уште 2,4 милиони денари за забава. Вкупно, значи, општина Прилеп, овај предновогодишно разубавување, културната програма, дочекот на новата година, светлечките моменти, односно традиционалниот огномет, би го чинеле околу 4,5 милиони денари. После подолго време, можеби малку е, како да ви кажам, зголемена сумата, но имавме сериозна критика во минатото дека ништо не се прави нова поле и Прилеп навистина стана еден мртов град. Нема ноќен живот, нема забава и мораше некако да го вратиме духот на граѓаните и сметам дека ако наменски вака се трошат во интерес на сите граѓани и средствата, дека навистина е оправдан чекорот. Продановски подсетува дека за Прилеп предвидена е и развојна програма. Например, за следните 3 години најавува рехабилитација на целата патна мрежа. За 2026 и тој има желба за градот. Како човек, родител сум, татко на 3 деца, сакам моите деца да бидат среќни што живеат во Прилеп. И јас, мојата мисија во овие 4 години е што е можно повеќе среќни лица во Прилеп да гледаме. Не само за празници, туку навистина да ја вратиме среќата кај нашите луѓе. Имаме прекрасна земја во која што треба да живееме, да го вратиме малку духот, да се вратиме на она што значи заедништво. Лани Гостивар беше украсен град. Со елка во центарот и со гужви од граѓани дојдени да се забавуваат или фотографираат. Си спомнавме за минатогодишната атмосфера, бидејќи во пресред на 2026 година Гостивар остана без сјајот на новогодишните украси и светилки. Причината се чини е тоа што на последните локални избори немаше цензус да се избере градоначалник. Откако изборите формално завршија, владата избра повереник. Фадил Џелили вели немало пари во општинската каса за да се купат украси. Направил обид да најми фирма за украсување. Мен системин тем
para 5-6 ditësh u hap një tender për firmat private të cilat merren me këtë veprimtari. Për fat të keq, asnjë firmë nuk u paraqit, nuk konkuroi në këtë tender. Чаре побарал и преку едно од јавните предпријатија, но и тоа не успеало. Më një herë angazhova drejtoreshën e ndërmarrjes publike komunalec, mirë po edhe atë që gjendja është shumë e vështirë dhe për fat keq edhe ajo tregoi se nuk ka mundësi që të bëhet ndonjë zbukurim për festat, kështu që Gostivari këtë vit do të jetë në një gjendje të mjerueshme, të padëshirueshme, por s'kemi ç'a bëjmë, kjo është realiteti. По обиколката на главните градски улици, на некои места забележавме поставени сијалички, но и тие не работеа. Светеа само украсите на продавачите низ центарот на градот. Токму таму наидовме и на еден од ретките символи кои се врзуваат со Нова година. Дедо Мраз. Колку толку ги радуваше, ако не другите, барем децата. Këtë vit zbukurime qyteti nuk ka pru, ama ne këtu i presim argjimtarët, foto gjithë natën. Vjet ishte më mirë, kishte drita, muzikë, më bukur. A mendon se vitin e ardhshëm do të ketë pak mirë? Po duhet ketë. Këtë vit na dëshpëruam pak, por ne vazhdojmë. Дека фали новогодишна атмосфера кога не е украсен градот, говорат и нашите други соговорници, кои се надеват дека следната година Гостивар пак ќе сјае за новогодишните празници. Mendoj se është më mirë me drita kështu si vjet, u zbukuru qyteti, se më shumë atmosferë, më shumë njerëz, dalin, bëjnë foto me fëmijët, kështu vin shumë qyteti, shumë pa drita pasen, pa atmosferë. Во вакви времиња, јас знам од моите генерации уште поголема сиромаштија и све постоеше, али духовната радост беше исполнета баш со тие новогодишни, како да речем, обележја. Било тоа приредби, Дедо Мразот, ова година, како што гледате, право мртвила. За разлика од Гостивар, кој оваа година остана без новогодишно украсување, општина Тетово реши да го украси градот прв пат по неколку години. Според општинската власт го сменили пристапот, бидејќи успеале да ги намала долговите напластени од претhodни години. Мандатниот дит не jemi në gjendje më të mirë financiare dhe sigurisht shumicën e rrugëve I kemi rindërtuar me infrastrukturë të re. Tani ne këtë vit e kemi zbukuruar qytetin, bëhet fjalë për diku rreth 70 shtylla, duke filluar nga monopoli deri tek dyqi, 3 rreth rrotullimet janë zbukuruar dhe sigurisht kemi një breth dhe disa objekte për të fotografuar fëmijët. Shuma e ndarë, e cila ka kaluar edhe në Këshill, është 1.500.000 denar plus me TVSH. За украсувањето била најмена приватна компанија, избрана на тендер. Kanë konkuruar disa kompani. Kompania që ka fituar tenderin për zbukurimin e qytetit quhet Reklama Plus dhe këto mjete janë ndarë vetëm për zbukurimin e qytetit. Drejtësimi, zbukurimit, të gjitha janë pjesë e kompanisë dhe të njëjta do të kthehen pas përfundimit të festave. За украсувањето поразговаравме и со тетовци. Прво за тоа што мислат што воопшто е накитено. Па не сум излегувала, ама стварно немало, а сега се труда да има нешто и пак да личи на град. Достојно да биде за граѓаните. Па добро, зашто? Дали му дава друга, мислам, друга атмосфера има, по-друг изглед за самиот град. Па како влијае, гледате сами. Подобро е нормално дека подобро, само колку ќе трае ова, не знам. Дали ќе има и другите години? Meer zomer. Nee, serieus, perché? Shumë atmosferë. A mendon se duhet mu zbukuru edhe tjera? Po, duhet për herë me vokshë. Po mira është, për fëmijëve me vabo qepin, pak mira. Но со граѓаните поразговаравме и дали им е важно колку пари општината потрошила за украсување. Мислам дека е многу за овој мал град. До негде може и игра улога, ама сте знае атмосферата. За Нова година треба малку да биде поистакнато. Кашо е накитено градов, мислам дека не е многу паре тоа, што знам. Se di, ato e din ma mirë. Shtaj ama javle. Javle, na? Po, javle. Kit me knajtësi dali. Жителите на Тетово се надеваат дека украсувањето ќе стане традиција.
Новогодишното украсување во Неготино во изминатите години беше колку да се каже, но сега градот има напредок во доловувањето на новогодишниот и божикниот дух. Елка, панделки, порти и звонци светат во централното подрачје на градот. Дека е така, говорат и реакциите на граѓаните. Весел е градот, да не речам вака, нели, поубаво украсен. Децата, најмалите се секогаш, нели, најрадосни, најмногу се радуваат на оваа атмосфера. Бевме вчера сведоци после концертите кои што се случуваат, се сликуваат на поклончињата кои што се на плоштадот и таа атмосфера е многу битна. Значи, таа предновогодишна атмосфера ни е многу важна и среќни сме поради тоа што го имаме во градот. Па секој град во своето новогодишно руво е убав. Светилките ја дават својата посебна убавина. Ги гледаме зад населенчината, кои се знака за нова година. Се радевам на сите граѓани, на сите жители во Македонија, ќе ни биде убава новата година. Па добро е, во споредба со претходните години е малце повеќе украсено, али се уште искрено има простор за импровизација и може тоа да оде нагоре и нагоре, али чекор по чекор, се надеваме. Марија Нацева е новата градоначалничка на Неготино. Добро ја е познато како се украсувало минатите години, бидејќи претходно ја извршуваше функцијата секретар на општината. На градот му е потребна новогодишната магија, вели таа. Од претходната година почнавме да го враќаме сејајот на градот, меѓутоа оваа година одлучивме дека редно време конечно Неготино да добие еден сосем нов изглед за предстојните новогодишни, божични празници, се со цел граѓаните на општина Неготино да имаат едно поинакво чувство, поубаво чувство, чувство дека доаѓаат празници кои што нас како луѓе пред се сите не зближуваат. Помеѓу културните настани во деновите пред и по нова година, годинава се вклучени учениците во двете основни и средното училиште со организирани настапи на плоштадот. Во пресрет на 31 декември ќе биде организиран и новогодишен базар од хуманитарен карактер, а вклучени се и настапи на детски маскоти, како и на неколку македонски изведувачи. Нацева вели дека по 8 години пауза во Неготино ќе има и прослава за новогодишната ноќ. Одлучивме тоа да биде и со македонски изведувачи. Значи, од 10:30 ни почнува манифестацијата, каде што настап на самата манифестација ќе имаат Златко Миладиновски и оркестарот со Владко Миладиновски, заедно придружени со Татијана Стефановска. Но додава таа, нема да има огномет. Разгледувајќи ги украсите низ градот, случајно наидовме на еден од советниците кој што е опозиција на Нацева во градскиот совет, Љубе Темелков. Вели убаво е украсено, но наметнува прашање колку чини сето тоа. Се гледа дека нешто е мрдното после 8 години, украсено е нешто и малце че има прослава, предходните години немаше, само како советник сега во општина Неготино, пред тоа делував како загрижен граѓанин во општина Неготино. Сега само ме интересира колку ќе кошта сметката на крајот и прославата за нова година, ние граѓани треба да знаеме. Градоначалничката одговори, украсувањето е направено со тендер. Спроведовме јавна набавка, каде што согласно нашите потреби избран е најповолен економски оператор, каде што овозможени се сите оние реквизити кои што беа во нашиот концепт, за да можеме сега да го имаме финишот, односно да го реализираме оној концепт кој што сме го имале како замисла, согласно расположливиот буџет кој што ние го имавме предвидено во 2025 за украсување за оваа намена, односно за новогодишното украсување. Одвоен буџет од општина Неготино изнесува околу 500.000 денари, чинам дека беше. На 10 километри од Неготино цвета уште една новогодишна бајка. Во центарот на Кавадарци има елка, осветлени пакетчиња, новогодишни тунели и новогодишно вовче. Се тоа е проследено со културни настани и новогодишен базар. Секретарот на општината, Тодор Ефремов, вели задача е на градските власти да обезбедат топла божикна и новогодишна атмосфера за сите граѓани, а годинава содржините на украсувањето дел се традиционални, дел се новини. Тоа е задача на приватна фирма за буџет од околу 23.000 евра.
новогодишната програма има посебен буџет. Тоа не е тајна, јавно се објавени сите податоци, каде што новогодишната програма не е доделена на делегирана надлежност, ја организира исто така компанија и сите овие содржини кои што ги слушнавте се вклучени во реализација со компанијата која што е доделена ова делегирана надлежност. Во минатото купувале и своји реквизити, но сега се одлучиле за јавна набавка преку фирмата Link Media, која подразбира изнајмување на опрема, меѓу другото и затоа што така полесно и поевтино може да се внесат новини. Општините, зборувам за општина Кавадарци, не располагаат со складишни магазини кои што може да ја чуваат соодветно опремата. При тоа голем дел од реквизитите се оштетуваат, чувајќи ги преку една година, и самите знаете дека голем дел од овие реквизити немаат гарантен рок, не спаѓаат во таа опрема која што може да има 2, 3 или 5 години гаранција и од овој аспект сметавме дека е поисплатливо да имаме изнајмена новогодишно украсување. Како и во Неготино, така и во Кавадарци. Нема да има огномет на прославата на полноќ меѓу 31 декември и 1 јануари. Новогодишната ноќ е резервирана за Маријан Коцев и неговиот бенд, а во текот на деновите кои водат до Нова година и божикните празници, во градот ќе бидат промовирани локални производи, вински и гастрономски. Најмалите ќе се дружат со маскоти. Додека едни форми на празнување стануваат популарни, други полека одат во заборав. Еден продавач на новогодишни честитки ни кажа дека своевремено продавал и до 10.000, а сега едва 100. Значи, ние сме почнати од десетини, некој 8-10, многу слабо. Да. Многу слабо. Не се навикнати луѓето, заборавија. Море више заборавија, не, сега само децата во градинките ги купуваат, ама и тие ги нема уште да ги чекаме да дојдат. Инко вие поголемите трето, четврто, пето ден нема шанса да купат. Али само му се тешми со децата од градинките да ќе дојдат да ќе купат. Со минувачите поразговаравме за атмосферата во градот. Мислам супер, оваа година е супер, одлично. Што е поразлично на пример? Поразлично се нови се светилките се нови, тие таму покрај улицата покрај главната улица се нови. А содржински вака бјам базар има? Да, има, да. Не, традиционално имаме базар секоја година, али нормално концептот се менува, потреба за да биде поинтересно. Како ви се чини, господи Кавадарци, годинава украсувањето? Па, супер е. Има многу новитети, убави украси, супер. Поразлично, па еве шаторот за Дедо Мраз, што е напред звездата и таа е супер. Има многу дневни програми за децата, со песнички, со Дедо Мраз, чесење што им дава. Што значи едно квалитетно време на плоштадот во Кавадарци може да се поведе? Да, може. И денска шема, и навечер, и чајче топло, и винце топло. Така, важно ли ви е како граѓанин да ги има ваквите содржини? Па да, важно е за нас и како родители, и за мали деца да се радуват, супер. По направената обиколка низ Неготино и Кавадарци стекнавме впечаток дека за граѓаните украсениот град не е луксус, туку потреба што го создава чувството на заедништво и празнична топлина. Новогодишниот дух, велат, најсилно се чувствува токму кога јавниот простор зрачи со светлина и символика. За многумина тоа е мал, но значаен чин за празниците да се доживеат поинаку и поблиску.